Добре дојде во вестите во 17 часот за владиката Тимотеј. Владика Тимотеј за Великден и Бајрам има одлука од кризниот штаб, која ја соопшти министерот за здравство Венко Филипче, дека нема да има полициски час. Сега тоа е предлогот на кризниот штаб, се разбира треба да се одобри, но дали значи дека црквите нема да бидат отворени, владика? Напротив, црквите никогаш не биле ниту затворени, ниту пак ќе се затворат. Дури под услов да има некое ограничување, црквите сепак ќе бидат отворени, ако не за мноштво народ, за оние кои што треба да извршат најмалку богослужбата. Но околку ова се прифати од страна на владата, Македонската православна црква ги замолува своите верници да се придржуваат најсериозно до препораките, односно да одржуваат дистанца и да носат непременно заштитна маска на своите уста и носови. Тоа значи дека народот ќе го примите практично, но во под овие услови. Да. Не сметате дека е опасно, владика, со оглед на пандемијата, да биде народот да влегува, кој колку сака да влегува и ете и со маски, и со дистанца, но е опасно? Па сега опасно е и во секаде кај што се движиме ние, но ние се надеваме дека во колку се придржуваме до овие препораки што ги препорачуваат покомпетентни луѓе од нас, дека ќе биде сепак со помал ризик за зараза. На отворено не е црквата, заради тоа ве прашувам. Свесни ли сте дека е преопасно во затворен простор да влегува народ кој колку сака? Не, вака да не дојде до забуна, најголем дел од луѓето кои присуствуваат за великденските богослужби, тоа се случува надвор. И 99% од присутните, штом ќе се каже Христос воскресе, најголем дел ги напуштат дворовите на црквите или на манастирите, зависи каде се цркуваат, а останува еден многу мал број ноќната служба што ја следа до крај, како да кажем, можеби некаде 100 луѓе, некаде до 150 и така натаму, а во најголем дел и можеби многу помалку. Според тоа има можност тие луѓе да се црквуваат на соодветна дистанца помеѓу себе. Се сеќавате колку беше опасно причестувањето со една лажичка? Никогаш не кажавте дека тоа не треба да се прави. Ние никогаш не сме ни кажали дека нема да причестуваме од една лажичка, туку оној што се сомнева или оној што има резерва, нека не пристапува. Вие не се сомневате и немате резерва со оглед на колку е страшна пандемијата? Да, немам никакво сомневање. Колку луѓе умреа во државава? Ако имало такво нешто, после причестата нашите свештеници или ѓакони ја употребуваат после 100 луѓе што се причестиле со една лажичка, па тоа сите требаше да бидат заболени или сите, не дај Боже, и починати. Вие не водите евиденција кој бил после лажичката, причестувањето, кој бил заболен и кој умрел? Вие не може да имате такви статистики. Тоа не водиме и не може да водиме, бидејќи на никој не му пишува на чело дека е болен. Да, но вие треба да превенирате. Треба да мислите на последиците. Ние мислиме во граници на тоа што сме компетентни, што ни е дадено. Вие играте на картата дека Господ ги чува, но гледаме дека науката ги чува и доколку се придржуваат до... Не ми ставајте во уста оно што не сум кажал. Јас напротив кажал дека ние ги повикуваме нашите верници да се придржуваат со сите оние соодветни мерки за заштита и на нив и за наше здравје. Контрола кој ќе прави? Дали ќе се придржуваат? Имате ли некаква контрола? Имаме луѓе на самите влезови во дворовите на цркви, во црквите да се почитуваат овие мерки за кои што зборувам. Вие знаете колку луѓе умреа? Знаете и во соседството дека првите луѓе на црквите српската, црногорската починаа токму заради тоа што не се придржуваа кон протоколите.
Па ако умреле 23, не умреа 50 души? Во Македонија знаете колку умреа, знаете колку почина и пак ве прашувам дали водите вие не може да водите. Молам? Не е тоа мој делокруг на обврска, јас да водам тоа, водат други служби кои што се задолжени за таа работа. Добро. Јас ви благодарам, владика Тимотеј, за овој разговор. Благодарам и на вас, секој добро, пријатно. Пријатно.